Евгенија и Шевко се ученици од втора година во електромашинскиот училишен центар во Охрид, но не само во училиштето, тие дел од практичната настава ја изведуваат и во некои од локалните приватни компании. Втора година поред овој училишен центар е дел од така нареченото дуално образование, односно образование што на идните млади инженери има возможува да се стекнат со практично и работно искуство во самите фабрики. Премногу ни помогна, праксава што имаме можност да одиме да ја посетуваме. Така да сега ние да речам многу полесно. Друго е пример кога имаме теоретски така некои вежби и друго е во кога одиме во компанијава. Ние ќе знаеме и во компанија што треба да правиме и како целиот работен однос треба да се изведува и отворени ни се вратите за работа кај нив после нашето 4-годишно учење. Крајната цел е младите да се стекнат со потребните вештини и знаења кои ќе им помогнат полесно да најдат работа по завршувањето на средното образование, а на компаниите готов кадар подготвен веднаш да се вклучи во работниот процес. Охридското средно училиште пилот училиште во земјава, каде почна да се применува овој тип на образование во 2018 година. Учениците се многу мотивирани од причина што по завршување на 4-та година самите компании имаат интерес да ги задржат, да ги вработат во истите. Учениците веќе сваќаат што значи да се работи во фабрика и дека фабриките не се како порано, туку се пријатни средини. Во моментов околу 60 ученици изведуваат практична настава во вкупно 4 компании во Охрид. Со условите за изведување на практичната настава во училиштето се запозна и вице-премиерката за економски прашања Мила Царовска. Се соочуваме со еден предизвик кој што гласно го алармираат стопанските комори и представниците на работодавачите, а тоа е дека недостига стручен и квалификуван кадар за во производство и одредени струки на вистина се дефицитарни. Но токму со ова тестирање на програмата се видува дека може да се постигне едно усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на труд. Дуалното образование во моментот се спроведува во 7 стручни училишта во државата и е поддржано од делегацијата на германското стопанство во земјава. Властите најавуваат дека во догледно време ќе биде понудено системско решение за дуално образование со цел да се постигне развојна и динамична економија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.